Американските власти присуствуваа на отворањето на американска база за одбрана од балистички проектили во Полска, што беше планирана уште од 2008 година. Варшава ја пофали посветеноста што ја покажаа последователните председатели на САД. Можеме z całą pewnością powiedzieć, że Stany САД се навистина во многу опиплива смисла гарант за безбедноста на Република Полска, како и целата Северноатлантска алијанса. Топли зборови за Вашингтон, но под површината има нервоза околу посветеноста на идниот председател на САД, Доналд Трамп, за безбедноста на Европа. Во 2017 година Трамп го означи НАТО како застарен и постојано ги критикуваше сојузниците на НАТО. 23 од 28 земји членки се уште не го плаќаат она што треба да го платат, не само за другите, туку и за својата одбрана. Ова не е фер кон луѓето и деношните обврзници на САД. На НАТО самитот во 2018 година, сојузниците рекоа дека Трамп се заканил дека ќе ги повлече САД од алијансата, доколку европските нации не успеат да ги зголемат воените трошоци. Трамп тврдеше дека имало успех. Сите се согласија значително да ја зголемат својата посветеност. Тие тоа ќе го направат на нивоа за кој никогаш порано не размислувале. Трамп предизвика дополнителни шокови за НАТО во февруари оваа година за време на кампањата. Еден од председателите на една голема земја стана и рече: "Господин, ако не платиме, а бидеме нападнати од Русија, дали ќе не заштитите?" Реков: "Не сте платиле." Тој рече: "Да." Да речеме дека тоа се случило. Не би ве заштитиле. Сојузниците на НАТО може да очекуваат повторно притисок околу трошоците кога Трамп ќе преземе функцијата, вели Фабрис Потие, поранешен шеф на НАТО за планирање политика. Не сум толку сигурен дека можеме да зборуваме за екзистенционална закана за НАТО како во 2018. Но можете да сметате на него дека ќе води многу тешка сделка. Дополнителен акцент на тоа не само да се постигне повеќе или помалку од целта од 2%, туку евентуално да се постави основа за 2,5 или 3% на следниот НАТО самит во јуни во Хаг. Ваквиот пристап веројатно би бил поздравен од многу европски држави по руската инвазија на Украина. Сојузниците од Источниот фронт на Полска, например, но и Балтикот, па дури и нордиските земји, сега всушност го гледаат тоа како добра работа. Но мислам дека се уште постои одредена загриженост низ алијансата дека Трамп може да го поткопа кредибилитетот на колективната одбрана. Трамп го назначи лојалистот Метју Витикер за свој кандидат за амбасадор на САД во НАТО. Во писмената изјава, Трамп рече дека Витикер ќе ја зајакне врската со нашите сојузници во НАТО и дека ќе ја стави Америка на прво место. Неговото назначување се уште треба да биде одобрено од Сенатот на САД.